Гледате 1 на 1 сезона 10. Вечерашен гостин Здравко Чолич. Много јако. Олку публика сме немале многу одамна, харе. Многу одамна. Да, мислам дека е се поради тоа што јас и ти имаме нова фризура и луѓе сакаат да не видат. Јас мислам дека е баш токму заради јогуртчето на масава што се. Мислиш заради овој високопротеински јогурт? Па не им го даваме нив. Тоа е за нашите гости. Да, знаете кој ни е денеска гостин? Гостин ни е никој друг туку. Здравко Чолич ни е денес гостин. Здравко Чолич! Здравко Чолич! Да. Интересното е што Здравко Чолич оваа сезона ни гостува по јубилеен 8 пат. Да, го надмина Игор Џамбазов. Да. Ова е своевиден рекорд. Да, знаеш дека Игор ќе биде многу љут поради ова, мислам дека. Веќе нема шанси сезонава да Нема да исправи. Да. Може би следнат. Да. Здрави. Игор, се извинувам, значи покрај тоа што Здравко доаѓа по 10-ти пат годинава, ти секогаш ќе ни бидеш најомилениот гостин, Игор. Аплауз за тебе. Еве го и нашиот гостин, Здравко Чолич, дами и господа. Да. Знаете, не сватив колку сум црвен се додека не дојде ти. Дајте оваа камера, погледни, види. Ова не е убаво. Не, тоа е од светла. Да, не. Од светла. Ме фаќа срам, Здравко. Ме фаќа срам. Здравко, единствен човек што 2 пати во иста сезона бил гостин во 1 на 1. Официјално тоа поставен е рекордот, 2 пат. Тоа не му се случило никому. И сега имаме квиз прашања за тебе. Која е причината поради која што доаѓаш 2 пат? Под А, значи под А. Те киднапиравме кога гостуваше минатиот пат, па сега те пуштивме. Под Б, не можеш без 1 на 1 и со ова фактички сакаме да го најавиме твоето следно гостување за 2 недели. Под В, имаш нов концерт на Градски стадион на 15 јуни. Или под Г, вие гледате реприза. Ова е реприза на гостувањето на Здравко Чолич. Под Б. Здравко кажа, не може без 1 на 1. Тоа е тоа. 15 јуни, Градски. Многу луѓе, голем концерт. Ти си стадионски. Да, не, имali smo divnih koncerata u Skoplju, ali na novom stadionu nisam nikad pjevao i to je neko posebno uzbuđenje, posebni izazov. Така. Stari stadion bio je 3 puta, čini mi se... 3 пати на тој? 3 puta. А на Маракана колку пати? Isto 3. Значи сега со ова фактички... 4 пут. 4 веќе добро. Океј. Како ти е планот? Што очекуваш вака? Лично ти од себе очекуваш 100%? Pa ja sam iznenađen, naime nije bila namjera da se pjeva još jedan koncert, ali organizatori su na neki način to željeli i nekako jedan dio publike koji nije bio tamo u Boris Trajkovski areni, tako da smo, eto, malo sam ja razmišljao da li da ili ne, ali evo pod nekim uticajem i insistiranjem ljudi koji su oko mene i tako, ajde reko onda napravimo jednu jeftinu zabavu u smislu da nije skupa, a da na neki način se družimo i da napravimo jedan opšte makedonski koncert, ljubav za Makedonija, za srce za Makedonija i to je nešto što je u stvari i cijeli moj život vezan od početaka moje karijere do današnjih dana. Tako da je, eto, ta ideja zaživila i
15. juna vidimo Значи, se. малце гледаш како со концертов како да сакаш малку да им вратиш на македонците за љубовта, а? Така Pa, малце како еден ljubav se подарок. ne vraća, ona postoji ili ne postoji. Mislim da, da je to pravo si. nešto što imamo ili nemamo. Tako da je, eto, tako ispalo ovaj put. Ali radujem se jer je ovo prelijepo zdanje na stadionu i stvarno je... Беше го виде, така? Da, imali smo pres Ти се konferenciju. допаднала како... Ja nisam imao priliku da gledam ovo finale prošle godine, mada sam htio da gledam, ali ajde, bit će još utakmice. Ама ако дојдеше ти, никој немаше да ги гледа Манчестер и сите ќе правеа како ви Здравко Чолич! Ali hoću da kažem stvarno da Ponos stadion, Ponos stvarno prelijepi stadion i mislim da je najljepši stadion u regionu. За сада, јел, ако некој направи болje, видjet ćemo. Да, за година, дена, две ќе видиме, точно. Tako da veliki je izazov, ali evo lijepo. Ja kažem rekord u posjeti, inače koncert koji smo mi, Sugar Babes je bio tada isto. Не се сеќава на тоа. Они знаат дека Чолич беше. Dobro, hvala tebi, ali to je bio taj koncert gdje je bilo jako puno ljudi. Tamo 120.000 mislim дека ima. Pa policijska procjena je tako negdje rekla, ali nije ni to je teško izbrojati ljudi, ali... Се сеќаш како те нарекува македонските медиуми, има еден прекар за тебе? Знаеш? Не? Може да ти покажеме. Ние имаме, значи вака, ова е наслов на буквално следниот ден од 2008. Чолич премиер. Чолич премиер. Ама ова кошулчева малце ти се отворило тука. Jako impresivno. Добро. И на најдобрите им се случува, само. Да. Импресивно, нели? Ne, stvarno je divno bilo, to je onako. I lijepo vrijeme i dobar dio godine je bio tu. Кажи ми, топ, онака како две-три причини, разлика, тоест две-три разлики, арена, стадион, плоштад, знаеш, голема масовна публика и некои си сала од со 500-600 луѓе. Која е најголема разлика? Не знам, како ти го доживуваш? Svaki koncert ima svoju draž, tako da je to vrlo relativno. Ali ako gledamo, teže je raditi, recimo, večeras je teže ovdje uzeti mikrofon i pjevat nego na nekom velikom prostoru gdje ti kao dobro večer, oni kao dobro večer. Да. Точно. Значи, осеќаш некаков си невидлив фидбек од публиката што те храни. Da, apsolutno. I tu krene jedna potpuno drugačija vrsta priče, energije koja je spojstvena samo ovim velikim prostorima. Dakle, to je nešto što te drži i to kad krene onda nestaje. A u intimnim prostorima je pitanje jednog senzibiliteta, emocije. А после голем настап, тако, може да ти се деси да заврши настапот, си пеел 2,5 сата и ти уште да си под адреналином, си викаш, па ја можам уште 2 сата. Da. To se dešava jer ja inače imam duži koncert. Koliko ja, ne znam, ljudi koji imam tu par moji dragi. 3-4. Прашуваме колку траат концертите и сите прават вака 3-3-3, а Джаров дава слика од... Што е тоа, Джаро, да видиме? Крени ја сликата. Едноставно, таму се Джаро и Тито на сликата. Кој е тоа? Ѓони ти у гардероба. А, добро. Поред. Аплауз за Джаро. Знаеш кога си успеал во животот кога Джаро ти доаѓа у публика. Значи тоа е тој момент. Да, после тоа веќе се е поина. Пак не е како Вива. Баталјова. Вива премиум 100% овошен коктел. Надополни енергијата со најдобриот микс од овошја, без додадени шекери, без конзерванси. Природно си е природно. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature. Најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома.
онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Држи се до кралските манири и уживај во кафана со Крали Марко. Пиво за уживање. Прочитај повеќе. Ова лето ќе се памти, со савана сите одмори се сладки. Море, сино, песок, плажи златни. Кажи само каде сакаш ти. Со савана ова лето ќе се памти. Што се друго изгледа помало. Стоби Флипс Магнус, голем флипс со збогатен вкус од 30% кикерики. Витаминка. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Живеам за безгрижните моменти поминати со најблиските. Уживам во животот. Барав стан во кој ќе бидам сигурен, изграден да трае, кај што знам дека децата ми се безбедни и каде имам врвна изолација, а сакав и изведувачот да ми ги исполни сите желби. Фала Богу ги имам, не дека не. Со еден збор ми требаа професионалци. Затоа ги одбрав Golden Art. Затоа што овој пат ми требаше дом, не само стан. Израснати под топлото македонско сонце и одгледани со неверојатна љубов и внимание. Највкусните македонски вишни, преточени во прекрасен вишна нектар за секојдневно уживање. Нов Вива премиум вишна нектар, без конзерванси и без адитиви. Природно си е природно. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Што ми требаше со најубавите нови кломпи кај Спасе да одам ги упропастим. Вие сте тука, се извинувам. Денес го шириме речникот, време е да совладаме нов збор. Денеска зборот на денот е кафуне, што значи нежно поминување низ косата на вашиот љубовник, дечко, девојка, балдаска, мислам, никој не ве осудува кој да ви е љубовник.
Така јас се чувствувам кога ќе отворам нова кутија чај, значи нежно поминувам со рацете низ кесичките, ги галкам, ги милувам. Значи нема друг збор што би можел да опише што јас чувствувам освен кафуне. Сакам да кажам, без разлика од каде сме, некои чувства сите исто ги чувствуваме, а некои нешта сите исто ги сакаме. Како на пример добра шолја чај. Добре, и добар чај. Ау, добар. Назад во 1-1. Мешавина на плодови од јаболко, круша, аронија, боровинка, шипка, цветови од хибискус, бозел, ова е вистинско уживање вкусовите на чајот од шумско овошје на Good Nature. Да разјасниме, во Македонија има само една фабрика за пелети со N+ сертификат за А1 класа, само една. Тоа е Eco Life пелет и има топ акција. Од 10 мај до 10 јуни, најквалитетните Eco Life пелети на пазарот ги добивате по најниска цена од само 179 денари по вреќа. Одете кај Eco Life пелет на Facebook и дознаете повеќе. А ние продолжуваме со Чолич. Здравко! Спомнам, значи, многу соработници имаш, долго е портфолиото и Кемал Монтено е тука и Горан Брегови со кој што после... Krenuo sa tim pjesmama Kemala Montena kao što su sinoć bila Tu gori i vatra koja je tad bila i predstavnik pobjednik Opatije i predstavnik Eurovizije, na pjesme Eurovizije, pa je onda kasnije sa Kemom nastavljena saradnja, ali i Kornelije Kovač posle toga da bi onda sa Goranom Bregovićom imao taj jedan prvi dio karijere, tako da ga nazovemo. Jer to su sve neka raja s kojim sam se ja i družio i prijatelji s kojim sam radio, jel, tako da je i njih smatram onako najzaslužnijim za neki svoj ovaj rad koji je. И сите ги смета за многу заслужни општо за музиката, бидејќи сите овие имиња што ги зборуваш се се големи имиња. Никој од нив не е така некој Б класа, С класа. Prije bilo drugo vrijeme, ljudi su pisali pjesme i za pjevače. Nije bilo samo da čuvaš pjesme za sebe, nego si eventualno pisao pjesme i za ljude koji su to uspješno radili ili ne znam, imali neke tiraže koji su bili tada u diskografskim kućama i ja sam bio jedan od tih koji Еден од тие што ти има напишано таква песна е Ѓорѓе Балашевиќ и мислам дека меѓу топ 3 твои песни за мене зборам лично се. Секој има топ 3 своји, али кај мене топ 3 Здравко Чолич песни е една песна од Балашевиќ Свадбарским сокаком. Тоа не е од најпознатите твои песни. Така, фер е тоа да се каже. Не е баш нај-мейнстрим. Dobro, Балашевиќ е неприкосновен. Ме искара. Да, во публика. Што, како не ти е срам не била позната? Океј, извинуваме. Да, почна да станува и да си оди, да. Океј, сите му се хитови, во ред. Океј. Може ли вака се... Имам изненадување, ствари. Не знам дали ќе го прифатиш, ама... Апропо овој муавет, Нешто си смислио, јел? Тамбурашка песна, нели? Може да се каже тоа е тамбурашка песна. Си бараор тамбураши. Славонски тамбураши. Да. Сега, што би рекол ти ако ти кажеме дека тука се едни од најдобрите тамбураши, нека влага, значи група Гезме нека влагаат. Гезме. Нема што да го прашуваме, сака неќе. Дајте ја Свадбарским сокаком, а маестро. А ти? И јас со тебе. Не може само ја, тоа морало Сите. Одиме. Од вас. Опа. Сега цела публика ќе му помогне. Јас сум на буба. Може сите да му помогнеме? Одлично. Скренем кратко случајно онај сокак кој свадбе пролазе до тог угла броим кораке, а од тог угла далje броим поразе. Обично с јесени и кад е облачно, одбегла сјенка ми се врати коначно. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. Smo još jedno. I nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam sebi zavaram.
obično noću kad je vjetrovito, samoća napusti svoje korito. Ta mutna rijeka poplavi poljane sjećanja u glavi su. I naprosto se tuga desi, jer naprosto si tu gdje si. I naprosto je trista čuda, predrasuda, sad između nas kad ljubav umre. Jedna žali kad ljubav umre, jedno fali i bome nije lako. Kad naiđe s okakom kojim svape prolaze. Pobrzo. A, ruške. Et, dva. To smo restoranu, jel? Ružice moja ruška, zapet sam ko puška, ovo samo zbog tebe. Tvoja omiljena? Da s tobom malo budem, da me mine stara želja, daj mi samo kap veselja. Taj ti je drugi bolji, baš po tvojoj volji, sve ti kukuje. Jer ja samo jedno mogu, kao nekada ti pjevam, imaj srca para nemam, zar dijamanti il briljanti, zar su tako važni, svi ti dragulji lažni, kad voliš nekoga, koliko tebe ružice, ruška, zrela si ko kruška, sve zbog tebe prodaću oko vrata, a majliju staru, samo ne gitaru. Ruška, žabe sam ko puška, sve zbog tebe radit ću danju noću i neću da biram, samo da ti sviram. Ne upivamo. Ovo je bilo samo... Grupa Gezme Luje, bravo! 1 na 1. Ovozmoženo od Viva. Prirodno si je prirodno. Thank you, my friend! Fantastično. Što ќе се случува, луѓе, ова лето? Ова лето ќе се памти. Ова лето јас и Лозано одиме на летување со број 1 туристичката агенција Савана. Ова лето мора да се памти, затоа Савана. А лето не е лето без златен даб. Кога уживате со добро дапче, не заборавајте дека треба и да селектирате отпад. Не само за даб, за се ова важи. Стакло во стакло, хартија во хартија, пластика во пластика. Со многу мала промена ќе направите голема разлика за сите околу вас. Користете ги специјалните контейнери на Пакомак. Селектирајте отпад за добро на сите нас. Продолжуваме со Здравко Чоли. Чоли, Здравко! Чола го спомнавме Брегович преска. Со Брега имавте и заеднички бизнис, може да се каже, така? Da, negdje Produkcija. 80-ih smo došli na ideju da napravimo vlastitu produkciju i to je registracija bila u Sloveniji tada, ali smo imali više ponuda od PGP-a i Jugotona tadašnje. Dakle, mi smo vlasnici snimka, vlasnici muzike. Znači, vi ja snimavte muzikata. I onda napravimo jednu kooperaciju koja je kasnije sa proizvođačima vinila, odnosno ploča ili kaseta u to doba. Pa smo, pošto je Diskoton Sarajevski tad napravio ono što Makedonci nisu nikada, baš smo pričali nedavno, sjajno bi bilo da je Makedonija imala i Skopje da se napravi diskografsku kuću, jer toliko muzike i zapisa bi bilo divno. Ali su isto tako sa zakašnjenjem Bosanci napravili Diskoton. Tako da smo mi u toj kombinaciji napravili izdanje sa Diskotonom i to je u stvari bilo prvo što je Diskoton izdao u toj novoj nekoj kao formiranoj firmi. 2 albuma moja i 2 albuma Bijelog dugmeta. Bilo je tu kasnije drugi izvođača, grupa Index iz tog doba, Kemal Monteno i ljudi iz narodne muzike koji su uspješni bili. Tako da je formirana jedna nova disko kuća s kojom smo napravili kooperaciju, ali smo mi vlasnici bili u smislu tih snimaka koje su tada, koje smo pravili svojih ploča i dan danas smo vlasnici. I to je
tako je, ali ispalo kao prva inicijativa koja je tad bila, registracija je bila u Domžalama u Sloveniji, pošto su nam dali najbolje uslove. Ne li беше neobično za тоа време? Pa jeste, to je kao prva privatna diskografska kuća, to se malo tako nije jasno onda još znalo, ali eto, to tako ispalo dobro. Kasnije su ljudi otvarali svoje firme, zaštitili svoja djela i bavili se tim, tako da je, ali ovo je bilo prvo i početci, da. Tako da je to okej. Како чија беше идејата? Кој потегна повеќе? Кој беше повеќе мотор? Ти, Брега? Pa ja sam, moram priznat, bio motor iz razloga što sam htio da se osamostalim u tom pravcu nekako, jel tako da i Brega isto to mislio i da smo zajednički to nekako napravili. Tako da je to jedan pokušaj u tom. U tom vremenu i trajalo je to jedno 5-6 godina. Имаше повеќе да речем бизнис и така, сепак си од економски факултет, тоа си е, нели, ама еден од тие, да, така си е. Еден од тие бизниси, Nema veze. знаеш, овде има и млади луѓе. Privatni biznis nema veze sa školom, to je ali u tom nekom prezasićenju muzikom ja sam u jednom momentu u Zagrebu se bavili telefonijom, pa i ona čuvena ohridska devizna afera koja je bila vezana za promjenu deviza je bilo u sklopu tog nekog posla koji je tad bio... Što se sluči so тоа? Pa ništa, mi smo radili neki novi proizvod gdje je trebalo platiti alate koji su se izrađivali u Švedskoj i da bi te alate platili nismo mogli u banci kupiti devize ko što bi morao si na crnom tržištu, a koga uhvate na crnom tržištu, taj odgovara, tome oduzmu pare i već kako je tad bilo. Mada već posle godinu dana je došao Ante Marković koji je legalizovao kupovinu deviza u bankama i slično, ali eto u tom momentu smo mi nastradali. A ti dojde u Makedonija po devizu? Zato što je bilo ubavo, je dole u Ohrid. Da. Mnogo ubav, kurs beše i to. Da, tako da, ali to je sticaj okolnosti, da ne sad ne govorimo o tome. Biznisov sa telefonijata беше поврзано со телефонски двојници? Ja, to jedan od proizvoda je bio. To je jedan širok asortiman ljudi koji se bave telefonijom, to se zove proizvodi PSK. To su proizvodi koji se u poštama koriste, u vodovima, kablovima i tako dalje kao zaštita. A dvojnik je bio... Mladite, ne znači dvojnik? Evo, sad ću ja to kratko objasniti. Dakle, u nedostatku, svaki čovjek kad ima telefon, ima telefonski broj. Da. A vi možete dobiti broj, ali nemate vodove. Da bi se vodovi, da bi dva čovjeka telefonirali... Konekcija da se dobije. Jeste, onda imaš dvojnik i sad kad ti govoriš ja ne mogu, kad ti spusti slušalicu ja mogu. I to znači da može čola da zbori, a ja Jeste, da mogu ako ti dugo razgovaraš, ako je meni žurba, ja moram da čekam da ti spustiš. Pa onda ja kad dignem, ti mora da čekam. Tako da je to bilo u nedostatku linija koje su bile u telefoni. Međutim, kad je izašao mobilni telefon, sve je to počistio i onda više nema fiksne telefonije. To je pripadalo fiksnoj telefoniji. Naravno i danas ima, ali je danas to već sasvim ok, ne postoje dvojnici jer ima puno mogućnosti za fiksne linije da se dobiju, ali je mobilna telefonija preuzela cijeli taj asortiman komunikacije, tako da se vraćamo u neko vrijeme kad je to bilo u nedostatku linija da ti sam dobiješ novu liniju, već si pristo da budeš dvojnik, znači malo ja, malo ti. Така. Ова кажува дека ти си имал предприемачки бизнис дух од секогаш. Може фере да се каже, вистина? Предузимачки дух, она. Pa ja nisam baš neki ekonomista za sebe u smislu da nešto baš imam previše preduzimački, ali bio bi dobar savjetnik za drugog. To bi, za tebe možda bio za sebe slabo. Ali u tim nekim možda pauzama nekog estradnog djelovanja uz neko insistiranje drugih ljudi je bilo mi to padalo na pamet. Ама кој ќе ти рече некој, ајде да влеземе чола да инвестираме у телефонија, ти не си бил да викаш, што имам јас од телефонија, бата? Investirali smo i onda kad je došao rat i propala je lova i tako dalje, sve tu. Tako da je to prirodan proces koji svi mi imamo na razne načine, nekad dobitak, nekad gubitak. A da bi investirao сега во бизнис, во што би влегол? Da imaš ekstra pare da si gi daš. Ja sam uvijek volio turizam. Pošto kad sam završio fakultet nije bilo veliki privatni, nije bilo firmi, nije se otvarale poslovne firme. To je bilo rijetko. Ali ja sam mislio, ako se ne baviš, ne znam,
muzikom, pjevanjem, da bi turizam bio odličan kao ljudi kad završe ekonomski fakultet i koji se bave nekim poslom, da bi turističko angažovanje bilo odlično. Napraviš turističku firmu i sad nekoliko ljudi radi s tobom koji vole putovanja, vole ta uzbuđenja, bave se. Tako da mi je u ono doba mi je turizam bio nekako najzanimljiviji jer je to bilo vrlo onako fleksibilan jedan posao koji je bio vrlo lepršav da bi se mogli tim baviti. Da nisi vezan za kancelariju, za firmu, to je pitanje mentaliteta i temperamenta. Tako da, eto, to mi je padalo na pamet, ali eto, nisam nikad radio ni u tom poslu. U stvari mogu reći, evo, za Gorana Bregovića, ja kad sam tu u Zagrebu, bila pa 4 godine je bio ta mala privreda, jel to, telefonija, razni proizvodi, onda meni Brega dođe i kaže, šta će to tebi? Vidiš, kaže, privrednika, malo privrednika ima, kaže, 1000 i 1000, a pjevača nema. Bavi se ti pjevanjem. Da. Mada posle su ovije reality showa, kako vreme dojde i pejači više 1000 ima. Jes. Da, sad reality, razne audicije. Една анекдота да те прашам. Кој е тој момент кога имам чуено една собраќајка, па не, те удира пегличка. Da, imao sam... Prosti zborovi, da. Pegla, baš ono pezetka. Upravo to iz tog kao perioda, da. Da, žena me u Zagrebu, u Velikoj Gorici, to je kod aerodroma. Dobro. Plesao, u jednom momentu smo prelazili nas trojica, ja, moj brat i ta moj ortak iz Zagreba. Dobro. U ulicu i sad jedan je prešao, drugi čeka, ja sam krenuo i u tom momentu naprijed, nazad i potkači me peglica i onda sam imao ovdje na lijevoj nozi. Ама се збунила изгледа малку. Jednu operaciju koja je, pa ne, ali pazi, to je neizbježno bilo. Не ли малку, да. A naravno, ja sam bio blizu pješačkog prelaza i sad je to moglo proći kao da je ona kriva. Međutim, ja nikad ženu nisam okrivio. Ona je radila kao prodavačica garderobe u Varteksu, prodavnici Varteks Varaždin na trgu u Zagrebu. I dugo je nisam vidio i sad posljednji je neki 7-8 godina pred te koncerte u Zagrebu. Ona bi preko nekih zajedničkih prijatelja došla tako da smo se vidjeli posle ne znam koliko godina i pročaskali o tom udesu i tako dalje. I često se javi tako da imamo sad jednu komunikaciju koja je eto tako imala loš početak, ali eto sad baš onako. Ali žena nije naravno nikad kriva. Кога се видовте ја праша каква кола возиш да запишам? Океј, добро. Да избегавам. Da izbjegam. Ne, ja sam bio pješak, nisam vozač. Ако си има таа збунето, исто така си има збунето, мислам, си имаат збунето милиони жени од Чолава како ќе го видат, ама една од нив е и пејачката на Аба, една од пејачките на Аба. To me često pitaju. Dobro, mislim, ona je bila prateći vokal prije nego što su Abe nastale. Pa je to jedna ekipa koja je bila na toj promociji, Cliff Richard, ekipa Mocedades iz Španije. Bila je jedna velika ekipa, jako lijepo raspoloženje u Holiday Innu i tu je palo neko poznanstvo koje je oko klavira gdje je Cliff Richard svirao i onako, ja sam bio duga kosa u crvenom odijelu, Alhos, ali ja hođiš, onda smo svi gledali ko komunistu, što ti iz Jugoslavije nosiš crveno odijelo. Onako blago crveno, znaš, to je i estradno bilo. Dobro, kasnije sam se presvukao u crno, naravno. Ali eto, kao to je komunizam, pa kao vi crveni. Ali hoću da kažem, tu je palo to prijateljstvo. Kasnije smo se viđali par puta negdje ali posle su postale zvijezde i nismo mogli doći do tih. Pa dobro, tako je. Како маш со маш му едвака си имал некогаш онака стратегија како да шармираш? Знаеш, дали на Здравко Чолич некогаш му било потребно замарање со жени? Од типот на ќе кажам вака така или сами си доаѓале сами си. Знаеш? Žene su najsuptilnija, najljepša bića. Mi trebamo uvijek da posvetimo ženama maksimalno pažnju. Maksimalnu pažnju i naravno žena nikad dosta, ali decentno u nekom smislu odnosa sa ženama. Žene su uvijek bile onako iznad nas. Ja uvijek to gledam. I krenuli smo iz matrijarhata da bi došli u neki sad
patrijarhat. Ali i to će polako opet preći polako. Kako žene napreduju i prava žena, opet da žene budu važnije od nas. Znači, sekogаш mora da se potrudiš za žena. Така I da se malo više, uvijek da se trudiš. Tako da, ja sam inače bio stidljiv kad sam bio onako u osnovnoj školi, da. To nego kažeš samo tuku taka, Da, i stidljiv, i onda ima ona čuvena priča, zašto ste počeli pjevat, pa da bi te djevojke zapazile, znaš, onda kad si jer nemaš dovoljno, nemaš dovoljno snage da se kao udvaraš, pa onda kao lakše ti je kad pjevaš ili sviraš, to je bila čuvena sarajevska priča, onda kao djevojke te zapaze, pa si onda kao tu lakše ti je bilo kakvo kontakt i poznanstvo napraviti. Председателот нов на Македонија, Стево Пендаровски, беше тука пред некое време и правиме исто муабет и тоа вика на шала. Го вика, кога влегов во политика, одма станав дупло поубав. Одма. Па власт, политика, да. Правиме уште една мала пауза и се враќаме повторно со Здравко Чолич. Гуру Харе, take it away, my friend. Многу добра работа. Најново од Ерман се топ. Високопротеински јогурт со многу протеини, многу моќ, многу овоше. Дури 20 грама протеини во чашичка. Само 120 калории, без шеќер, во повеќе вкусови меѓу кои и овој, праска и портокал, има и многу други. Ерман високопротеински јогурт, мора да го пробате. Исто така, Вива 100% портокал е моето омилено, произведено од 12 сочни портокали, без додаден шеќер, без конзерванси, ви овозможува супер почеток на денот, чувство на свежина, помага во воспоставување баланс во исхраната, што сакате повеќе, природно си е, природно. И поздрав до девојките од Fashionel Powered by Елена Лука, кои денеска се погрижија за мене и ја имаа таа тешка задача да направат да изгледам колку толку окей покрај Здравко Чолич. Колку. Чола, прва детска симпатија. Која ти била? Твоја. Da, ali ja sam to često govorio, naravno, teško je uprati to šta je bilo nekad, da se uprati i da toliko, ne znam. Dakle, u prvom razredu osnovne škole ja sam, kad dolaze djeca u prvi razred, onda je učiteljica mene stavila da sjedim sa Lelom. Dobro. A ja nisam htio da sjedim sa Lelom, nego sam morao da sjedim sa Rankom. I onda sam počeo da plačem i onda je mene učiteljica, dakle, simpatija koja je stavila da sjedim u prvi red sa Rankom i to je kao, kasnije su oni blizu nas stanovali u Sarajevu, tu u centru grada i roditelji se poznavali i tako, ali eto, to je, mogu reći, moja prva simpacija. Ranka? Da. Tak je vide? Eto, prva ljubav, recimo. Zamisli. Čola, znači sve iz osnovne škole. Da, a прва селебрити симпатија, знаеш, сите сме имале такви кои тинеџери, глумица, водителка, некоја така, некоја. A govoriš već kasnije kao malo onako malo... Pa, ete, 5-16 godini. Bila je neka jako atraktivna djevojka iz Beograda, Olja se zvala. I pošto smo mi imali vikendicu u Baušiću, u Boki Kotorskoj, tu kod Bijele, kod brodogradilišta, tu sam u Bijeloj onaj prvi honorar zaradio što smo pričali. To je onako, pošto smo imali tu vikendicu, onda smo ljeti provodili mjesec, 2 dana, tu negdje kraj osnovne, početak gimnazije. I eto, Olja je bila atraktivna. Nekaj sam ja dal zato što sam svirao na parapetu svako večer, pa skrivno njenu pažnju, ali eto, to je onako bila jedna prva romansa. Koja večer беше tamo? Da. Pa, ne svaku večer, ali evo, tu bili smo... Zaradi Olja, koja večer. Da, kasnije smo se viđali u Beogradu, jel, naravno. Vrlo se rano udala. Tako da nisam imao nikakve šanse u budući. Kaži mi... Кој е прв момент кога свати, јас сум познат?
знаеш, звучи себично, ама не го мислам себично, него прв момент кога сваќаш, јас сум стварно познат. Prvi moment koji je bio onako, dobro, to u Baušiću ljeti sviranja i ta prva nagrada koju sam zaradio, lovu, to sam ti rekao, tu u Bijeloj, to je prvi honorar koji sam zaradio, kao treći gimnazije sam bio i moj prijatelj je bio neko takmičenje amatera pjevača, pošto sam ja bio tu, znali su me preko ljeta da sviram. Dobro, nisi bio golem celebrity. Ali je to bio ne, to kažem, tu prvi honorar smo zaradio na tom. Kao uljezi smo došli na takmičenje amatera pjevača Crne Gore, ali pošto sam bio iz Sarajeva, nisam mogao uzeti nagradu jer je neko od prvi troje plasirani bi išli u Podgoricu na ovo republičko takmičenje. Trebalo je lokalno. Ali smo dobili pola druge nagrade koja je bila dobra da se vratim umjesto sendviča stopom, da se ne vraćam nego vozom, autobusom do Sarajeva. I onda sutra dan je ostalo još toliko para da počastimo društvo u grilu, ono svoje neko gimnazijsko i tako dalje. To je bila prva lova koju sam zaradio, prvi novac, a prva vaga ko si reče, ja sam celebrity, ne, već sam majko moja. Pa nisam ja to nikad mislio, jer sam ja onako volio da učim i bio sam odličan student, stvarno. Dobro. Ali poslije šlagera sezone i poslije Eurovizije, ne znam šta je bilo, da li je Gori vatra ili nešto. Dobro. Mi ispred naše kuće imamo onaj kiosk sa novinama, znaš. I sad jedno 3 naslovne strane Zdravko Čolić. I Ven Sarajevski, onda ne znam, vjerovatno je ekran bio Skopski, onda je bio studio Zagrebački, Ekspres Politika ili nešto, je bio TV Revija iz Beograda. I onda tebe Rajevo u Sarajevu, to, pošto se njihovom, šta ih briga za tebe, niko te ne gleda kao neko ko je sad tu pjevač, tako dalje, to Đaki dobro znaju, svi mi koji oni imaju veze sa, pogotovo Sarajevo, je slično Skoplju, znaš, domaći si kao nema veze, uopšte te ne gledaju kao neko ko je nešto sad napravio i slično, ili dobio neku nagradu. Ali tu kad sam izašao na naslovnim stranama u drugim republikama bivše Jugoslavije, onda ja gledam i sad moja Raja koja je tu, wow, kao je, ti si ozbiljna faca, kao. I onda i ja vidim da je to sad, da je to nešto važno, da, sad si jedno 3-4 naslovne strane, nešto se desilo i odmah vidiš kod svog društva i tu u svom susjedstvu, jel, komšiluku je ona to kao, sad je već drugačije te gledaju. Baš ubo. Tako da to je onako detalj. Нема перфектен човек, тоа знаеме. Никој не е перфектен од нас, нели, нормално ни Чолич самиот Чола не е перфектен. Но би било убаво да чуеме од тебе лично што ти мислиш дека онака што би си сменил кај себе? Дали некојаш си мислил, баш би сакал. Pa nema veliki problem. Da li zato što sam blizanac u horoskopu i to je ta moja neodlučnost. Dakle, nikad ne znaš šta bi u stvari. Ti imaš neki svoj put, ali vjerovatno mnogi od nas se često dvoume šta da urade, da li ovo, da li ono. Pa evo ja sam se sa svojom današnjom ženom zabavio 11 godina, a nisam mogao da se odlučim da li da se ženim ili ne. Dakle, sve je u životu, ali moguće da je to i astrološka priča, astrologija, da li vjerujem u to ili ne. Dakle, kao blizanci su dosta dvolični, dosta neodlučni, moguće da je to ima veze. Čitaš horoskop? Pa ponekad, ali dosta onako gledam to duhovnije malo, nego samo u novinama šta te slijedi ove nedelje. Da. Ali dobro. Ali kažem, ta jedna odlika je verovatno univerzalna, nije samo moje, to mnogi imaju možda i vage, vodolije, ovi vazdušni znaci, malo više nego... Kako se nosiš sa toa, sa neodlučnost? Pa na kraju, ako je ne ja, onda neko drugi odluči za mene. Da, točno i тука си управа. Neko ko je onako pametniji, malo i odlučniji. Не јаде време, ај вака на брзинка. Кој е нешто најнеобично што си добил од обожавателка? Zadnje vrijeme od jedne moje stare prijateljice, to je... Dobro. Iz Makedonije dobijam čajeve i sad ja dobijem čaj. I to je nešto što nisam nikad dobio. Stalno kad god dobijem neki čaj koji... Ali domaći gdje nema ništa zagađeno. I to je recimo onako ti skuhaš taj čaj sad dobiješ neku snagu ili neku... I redovno ti praća čajevi, ja? To kažem da nisam nikad dobio. Recimo to je onako nešto što mi je sad palo na pamet prvi put, ali i dobio sam divni poklona i neki specifični poklon, ali evo to s čajem nisam nikad ranije dobio. Знаеш, на филмови вака и концерти што ги гледаме рок-н-рол едно друго, многу често жените знаат да им подаруваат на пејачите прслуци, гакички. Dobro, bilo je toga. Bilo je, da. Во цафтат, Джаро?
Bilo je dosta, pa gotovo u Zagrebu je to onako I to malo... боли вака кога ќе те погоди? Da. Или Pa zavisno od kakvog je materijala i tako. Дали да. Океј. Тебе ти се случило тоа? Така, некој да ти фрли... Пластична чаша најмногу во кариера. И не боли воопшто. Здравко Чолич. Ако најубавите чаеви се овие берените што ти ги даваат, тогаш и овие ќе ги пробаш, и ако си ги пробал Good Nature. Кои сме проверени, ја. Да, Good Nature, нашите пријатели. Ова се исто така витаминка, нашите пријатели. Имаме за тебе секогаш најубавото од нив, како и најдоброто од Viva. Тоа е Viva премиум соковите. Чола, 15 јуни се гледаме на стадион. Ako dođeš, ako nemaš pametnija posla... Ќе дојдам со свадбарским да ја пеем, ќе се качам да испеем. Dobro si došao ovde. Ти посакувам многу добар концерт, нека биде уште еден незаборавен како што беше тој на плошта дефинитивно. Сакате ли со Чола заедно вака да ја викнеме Ти си ми у крви заедно сите да ја испееме вака? Ајде да видиме. Одиме заедно. Кој сака? Ајде, кој ќе даде интонација? Дојди. Слободно. Ова ти е неповторлива шанса да седнеш до Здравко и да ја испееш Ти си ми у крви. Ова е тотално непробано. Како ти е името, само кажи ни? Асија. Za sve. Majko, nemoj, ne plači. Svojot pad sami odbrao. Твоите зборови се уште ги паметам. Ке биде се како што е пишано. Мајко, биди спокојна, биди срекна, бар тоа ти го должам. Ме научи слободно да живеам, да сонувам додека сум жив. Имам крила да летам горе над овој тажен свет. Сакам до сонцето да светам, да пеам до последен здив.
тука, фали еден човек. Тука фали еден човек во Гуру Харе бенд, го нема токму тој, Гуру Харе. А знаете ли зошто? Бидејќи тој е следниот гостин, Гуру Харе! Хари Шаре се викава. Ова звучи сосема добро и без тебе. Може би треба да размислиме. Тајната на успехот. Повели. Не е без причина, не е зезанција. Гуруто си има баш онака убав повод за тоа што е седнат на двоседот, а не на столчето за свирење главна гитара во Гуру Харе бенд, а тоа е песна со Аки Рахимовски, која што е дел од новиот албум. Има или име? Работно име имаше нови македонски песни, меѓутоа заради брзата промена на геостратешките прилики во регионот, се одлучив да почекам со насловот, да видиме кај ќе застане куглицата. Ти дипломатски фактички го преведе менувањето на името на државата. Всушност, али добро. Те разбирам што направи. Што ти рече. Да, тоа ти така викаш, се вика. Гуру Харе и Аки Рахимовски, песната се вика Мајко и ќе биде еден од сингловите. Да. Е сега, Аки Рахимовски да ти биде гостин на албум, валјда кошта колку? Кошта вистински момент, вистинска песна во вистинско време, отсвирена и... Значи искрено, него... Наискрено, не. Немаше хонорар за... Нити Аки, нити Диран Тавитјан кој го направи аранжманот и го сними нели во нивното студио таа волшебна вечер. Добро, како е причата? Што се случи? Кажи. Казната е пред таа година настапивме со Аки заедно на Златна буба Мара. И искрено секогаш сум го почитувал, јас сум онаа генерација на кој им бил идол, да речам, он е голем рок-н-рол пејач. Меѓутоа, работејќи со него, сватив каков голем професионалец е и песната има веќе подолго време напишана. Добро. И чекав едноставно. Знаеш, као на оние апарати за покер, 3 лимуни кои ќе искочат. Лимуни како се погаѓа за да бидете вие, кај Дики? Видиш, треба да дојме до тоа. Прво мене ми светна дека е он идеалниот пејач и кога одлучив да го поварам, знаев дека со Гаро сениор се блиски другари од основна школа. Гостувал на албуми слично. Како и приватно се многу блиски другари. И му се на Дики, кој едноставно, без да ја чуе песната, му реков, ти сакам да правиш аранжман, рече, окей, и викам, јави ми кој ќе биде Аки кај вас у студио. И после месец и нешто, ми стигна порака у 8 вечер, отидов, му ја отсвирев вака на кауч песната. Имаше треба? Искрено? Бев возбуден, да. Бев возбуден. Како ќе ја доживее песната, он само трепна еднаш со окцето и рече, те молам, напиши ми го текстот. Не зезе. И толку тоа беше тоа. Ранко Тоа требаше. Мара беше овде, се стрча, донесе листи пенкало, као што е ажурен целиот. Му напишавме текстот и потоа си седевме, пиевме пиво, пушевме цигари до 2:30 наутро. Кога стана и рече, ајде сега да снимиме. Значи, Аки, одејќи кај Гаро во студио, појма нема Воопшто не знаеш. се случи. Јас предпоставам дека тата Гаро му кажал збор два фин за мене. Ние се запознавме со Аки лично, нели? Свиревме пред тоа. Меѓутоа не знаеше што да очекува. Значи, топ енергии се спојле во едно место во право време. Да, вистински луѓе во вистинско време. Ова е, мислам дека фер да се каже, светска премиера. Да. Не е никогаш пуштен спотот, песната никој не ја знае надвор од вас. Песната еве почнува деновиве срамежливо по радиостаниците да бранува. Меѓутоа светската премиера на видеото е токму во 1 на 1. Топ. Како што си е редот, впрочем. Јас сепак ти си бендот во. Наши сме, нели? Гуру Харе, Аки Рахимовски, Мајко. Така? Да. Нека биде како што треба, успешно нека биде. Благодарам. Да. Уживајте, дечки. Тоа е за оваа епизода се. Многу љубов. Чао.